I 28 godini po неговата смрт, првиот командант на македонските вооружени сили и најголем воен македонски стратег во НОБ, генерал Михајло Апостолски, повторно ги собра штипјани на едно место кои дојдоа да се поклонат пред бистата на великанот по повод годишнината од неговата смрт. И тој е државотворник, ја создаде државата Република Македонија, во која нема експлоатација на човек од човек. Излезе како врховен командант, победник со висок морал и знаеше да го подржи стравот на војниците и старешите кои не знаеја за страв и пораз. Името на Апостолски е поврзано со најзначајните настани од македонската историја за време на НОБ. Неговото војничко искуство доаѓа до израз најповеќе во формирањето на февралскиот поход 1944 година. По завршувањето на успешното изведување на февралскиот поход, започнува да се подготвува за одржување на собранието на Аснум на Македонија. Големината и значењето на Апостолски за Македонија, особено за Штип, е причина општината да размислува да најде соодветен начин како на генералот да му се одолжи. Такви речи се раѓаат еднаш на 100 години. Михајло Апостолски заслужува сите пиетет и уважување од нашиот град. Идејата на Сојузот на борците и продолжувачите на традициите од НОБ за изградба на споменик во Штип држи за Михајло Апостолски, но ние во овој момент имаме други приоритети. Да го средиме, уредиме нашиот град, а сигурно да ќе дое ред и на за такви работи. Спомен куќа на вистина издржливо и тоа да биде во Ново село. Инаку Апостолски е еден од 5 народни херои на Штип. По војната се занимавал со воена теорија и историја, а во периодот од 1976 до 1983 бил и председател на МАНУ.